Почитуван председателе, почитувани колеги, јас на почетокот од моето обраќање сакам да изразам разочарување од настапот денешен на министерот Филипче тука пред Комисијата за здравство. Зошто? Затоа што очекував денеска министерот многу повеќе, постручно, поцелисходно да елаборира околу целата оваа ситуација со корона кризата, околу бројките, статистиките и околу овој закон кој е денес на дневен ред пред оваа комисија, односно и амандманите кои дополнително се предложени. Наспроти ова, наспроти моите очекувања да добијам денес овде една стручна дискусија, еден стручно елаборирање од министерот, неочекувано се соочивме со критики кон опозицијата за Скопје 2014, ланскиот снег или не знам што. Јас сега ќе се навратам околу моето очекување. Денеска беше министерот да каже како прогнозирал на почетокот на оваа криза, која самиот тој ја менаџира повеќе од 8 месеци, прогнозираше дека ќе имаме некаде околу 2000 заболени, а во моментов се доближуваме до бројката од 30.000. Па почитуван министер, за ваков гаф и за ваква лоша прогноза треба навистина да понесете одговорност. Зошто? Затоа што и целата стратегија која понатаму ја темелевте на справувањето со корона кризата во овие 8 месеци, сигурно се темелела и претходно на прогнозите кои ги изнесовте на почетокот на оваа криза во јавност. Значи, филмот заврши, играта заврши, стикерите, слушајте го Венко, шлапкање со рачината по тераси и тие работи завршија. Сега луѓе умираат. 1000 имаме, близу 1000 починати, а вие прогнозиравте околу 2000 заболени. Па за ваков неуспех, наместо да ни зборувате овде за 2014-та, Скопје 2014-та, господине Венко Филипче, вие со чисто срце и чист образ треба да си поднесете оставка, бидејќи ја цапнавте работата. Ја искашкавте работата. Толку лошо се справувате со оваа криза, што бројките го кажуваат. Не Петре Ристевски, не ВМРО ДПМН, извештајот на BBC ви кажа дека Македонија е земја со најголема смртност во Европа, со најлоша корона слика во регионот. И вие сега ни зборувате Скопје 2014. Вие сте министер за здравство што ја менаџира оваа криза сите овие месеци. Не е никој друг. И во претходната влада, и во новава влада, чии резултати, сакам само да ги спомнам, по изгласувањето на новата влада на 30 август, имале 14.340 заболени. Во моментов имаме повеќе, бројката е повеќе од дупло, дуплирана. 27.800 се наближува на 30.000. Бројот на активни случаи ни е сега повеќе од 4.000. Па зашто зборуваме сега? Вие треба да понесете одговорност за вашата работа до сега. Вие треба да ни зборувате овде зошто Македонија е рангирана во земјите со најлоша слика, корона слика во регионот. Зошто во Македонија најмногу умираат луѓе од коронавирусот? Тоа треба да ни го кажете. Вие во една ваша изјава деновиве спомнавте хронични болни. Тогаш, еве јавно ќе ве прашам, верувам дека е така, но кога е така, зошто вие и Комисијата за заразни болести дадовте предлог на владата и владата тоа го усвои, ги врати хронично болните на работа од 23 септември. Зошто? А дали совпаѓањето е случајно или не, тоа треба вие да ни го кажете со дополнителни стручни анализи. Совпаѓањето, зборувам на зголемувањето на бројот на смртни случаи после овој датум 23 септември, откако ги вративте хронично болните лица на работните места. Што со тоа ние добивме? Добивме
да сме земја со најголем морталитет во Европа. И за тоа треба да понесете исто така одговорност за тој ваш потек. Ја манипулиравте јавноста во вашите изјави дека со непотпишувањето на законот за задолжување од 90 милиони евра за справување, итно справување со COVID-19, кој не го подпишала техничката заменик министерка за финансии од редовите на опозицијата, дека со тоа го спречила имплементирањето на проектите во здравството, односно во справувањето со корона кризата, и затоа ковид центрите во Републиката не биле спремни. Поради овој заем кој требало да го земеме, а не го земеме. Лажите и манипулирате. Министерката Ангеловска од вашите редови, бившата министерка, доби допис од Државната изборна комисија дека може и без врзан подпис од втори заменик министерот да го подпиши овој заем. Не го подпиша, зошто прашајте ја неа, но ние знаеме и укажавме на јавноста, не го подпиша бидејќи овој закон за заем од 90 милиони евра во најмала рака е проблематичен. Затоа што таму барате пари, се задолжувате, а не кажувате зошто ќе ги трошите. Опозицијата излезе со предлог до вас за нова комисија за заразни болести. Легитимен после вакви бројки и вакви резултати. Бидејќи комисијата и вие, господине Венко, уште еднаш ќе повторам, не се справивте или лошо се справивте, не одговоривте на предизвикот за справување со оваа корона криза. Треба да одговарате за овие резултати. И зошто? Зошто да не прифатите? Ние таму не предложивме во комисијата да членуваат од оние магаринане што ги тренирате од милиони евра. Ние предложивме стручни лица, епидемиолози, инфектолози, кои ќе бидат од фелата. Што толку ви пречи? Што би било толку страшно ако се формира нова комисија со стручни лица, нормално во која ќе има увид во работата и опозицијата? Што е толку страшно, прашувам? Вашиот председател на комисијата за заразни болести се пофали исто така со својата стручност, не знам колку пандемии и епидемии поминал, зборувам за господинот Караджовски, и вели човекот да толку пандемии поминав и затоа прогнозирав дека ќе имаме 2000 заболени и ќе имаме 150 до 200 смртни случаи. Сега имаме, уште еднаш ќе повторам, 30.000 заболени и 1000 смртни случаи. И нормално е да бараме ние одговорност како опозиција. Нормално е граѓаните после ваква утка да немаат доверба во институциите. Вие потрошивте 1 милиарда евра заем, пари за справување со корона кризата и здравствено и економски, за облажување, а резултатите се никакви. И одговорност не сака никој да понесе, и сега овде излегувате и не критикувате за Скопје 2014. Господине Венко Филипчи и почитувани колеги, кога една екипа која претендира на шампионски трон отпаднала од прва лига, нормално е селекторот, тренерот да понесе одговорност. Нормално е да побараме оставка. Вас ви е смешно, но колега, зборуваме за смртни случаи овдека. Зборуваме за смртни случаи. 1000 починати досега. Вие можете и понатаму да си продолжите со стикерчината и лепете си го, слушајте го Венко, шлапкајте му и штракајте му. Можете и на балкон да се качите, мислам дека така ви беше стратегијата од балкон да го поздравувате почитуваниот министер. Но овдека зборуваме за пандемија, зборуваме за сериозни бројки, за сериозна здравствена криза во која се длабоко навлезени граѓаните на Република Македонија. Почитуван министер, само сакам да ви прочитам што напише на матична лекарка од Прилеп пред некој ден на Фејсбук. Вели, втора недела со ред нема термини за тестирање. Оздравени пациенти седат дома по 1 месец. Не можат да се вратат на секојдневните обврски, немаат решение за прекин на изолацијата.
Дали тоа значи дека потенцијално позитивните пациенти се шетаат слободно? Оти немаат тест, а здрави седат во карантин. И бројките ќе се високи. Да, ќе се високи кога нема изолација на позитивни, а на болница веќе трета недела не се примаат болни. Се зборува за болницата во Прилеп. По некое ново правило сега, возрастни, хронични, позитивни и нетестирани пациенти ги водиме во домашни услови, а треба во болница. Сите со високи температури и коморбидитети. Не е неподносливо, вели почитуваната лекарка, туку нема збор за да се објасни оваа ситуација. Јас се исконсултирав со доста стручни лица, инфектолози од Прилеп и од другите градови од Република Македонија, и луѓето сите во еден глас ми кажуваат дека мерките се закаснети. Во оваа фаза мерките нема да дадат резултат. Ова вие, господине Венко Филипче, можевте и моравте да го направите многу порано. Во моментите кога делевте лиценци за производство на марихуана, кога со законски уредби назначувавте апелациони суди, кога со законски уредби исплативте 5 милиони евра за непостоечкото СЈО, кога со законски уредби набавувавте апетисани, бадеми, лешници или не знам што, тогаш требаше тоа да го направите. Затоа, уште еднаш, ќе предложам да се прифати предлогот на опозицијата, сериозно да се разгледа за составување и формирање на нова комисија во која ќе влезат стручни лица кои ќе можат вистински да се справат со овој предизвик. А околу овој амандман ќе кажам дека и тоа е дискутабелно, бидејќи како тоа ќе се контролира и ќе се влегува во домовите. Дали тоа се коси со основните човекови права? Дали ќе значи нарушување на други закони? Дали ќе значи нарушување на приватноста на граѓаните на Република Македонија? Знаете зошто се ги предлагате овие мерки? Овие мерки ги предлагате стихињно. Се зголемува бројката, моментално бројките се катастрофични и во немање понатаму стратегија што и како да се прави, сега ќе воведуваме ајде нови мерки. Не е, уште еднаш ќе ви кажам, не е проблемот во мерките. Проблемот е во тајмингот, во стратегијата. Овие мерки на овој број на заболени во моментов нема да донесат никакви резултати. И еве, кажете вие прогноза, кога ги предлагате овие мерки, што конкретно очекувате од овие мерки? Зошто тоа не ни го кажете наместо за Скопје 2014? За колку ќе се намали бројот на заболени во наредните недела, 2, 3, 5, месец дена? Кажете, па да знаеме после еден месец, дали овие мерки што сте ги предложиле, да, донесоа резултати да кажеме, или повторно ќе видите мета на критика. Ви благодарам. Ви благодарам за зборе пријавен